Удавен добиток, поплавени домови и уништени земјоделски посеви, силниот дожд вчера направи сериозни штети во Струмичко. Жителите денеска ги санираат последиците од обилните врнежи кои предизвикаа нагло зголемување на водостојот на реките. Трканска река се излеа од своето корито кај селата Сачево и Муртино. Поплавени се дворови, земјоделско земјиште и пластеници. Мештаните со пумпи ја извлекуваат водата, но велат дека проблемот е хроничен. Одводните канали не се чистени со години, што секој поголем дожд го претвара во ризик од поплави. Штети има. Значи, това се одразува се на што не се одржаваат каналите. Може да и од 20 години повеќе не е чистено, дека чистено. Екипите на јавното предпријатие Комуналец од Струмица денеска интервенираат на критичните точки со булдожери, багери и камиони со песок. Значи од 2013 година до ден денешен тие канали не се прочистени, да, можеби, не можеби, тоа сигурно голем дел од поплавите кои што настанаа се дел од тоа што не се чистени редовно каналите од страна на институциите. Голема штета е пријавена и во Струмичко Костурино, каде надојдената вода од Трканска река за помалку од 10 минути однела 120 јагниња и околу 100 овци од шталата на сточарот Никола Колев. Водата влечела се пред себе, а шталата останала целосно поплавена. Колкава ќе биде вкупната штета кај земјоделците допрва ќе се утврдува, откако состојбата ќе се стабилизира. Според податоците од УХМР во Струмица наврнале околу 20 литри дожд на метар квадратен. Габриела Лескова, Сител телевизија.